По традиција, кандидатот за председател поддржан од СДСМ и коалицијата Стево Пендаровски, изборните резултати не ги чека во штабот на Бихачка. А во познатиот скопски хотел, редовно први се новинарите и пиар тимот. Кузеска, зошто кандидатот поддржан од СДСМ, речиси традиционално никогаш не е во штабот на СДСМ на изборниот ден? Да, тој е поддржан од СДСМ и од коалицијата, но сепак е председател кој што и беше и натаму ќе биде председател за сите граѓани. Иако беше рано да се прогнозира конечниот исход, некои сигнали го најавуваат тоа. Лукаревска, каде ви се сопартиците? Дел од раководството, како и носителите и коносителите од нашите изборни листи се во моментов на Бихачка. Овдека е пред се сконцентриран штабот на нашиот кандидат за председател Стево Пендаровски. Првиот прес со воздржана реторика. Моќта на граѓаните е токму преку нивниот глас. Во меѓувреме, од спореден блест пристигна и Пендаровски, а во кампусот се уште беше празно и тивко. Додека славието во Дуи се следеше онлайн, автомобили со славеници од ВМРО ДПМН свиреа на улица. Набрзо, експресно еден подруг пристигнаа лидерот Димитар Ковачевски, па Венко Филипче, а по нив Бојан Марички. Откако стана јасно дека немаат намера веднаш да влезат во салата за пресконференции, тргнавме од другата страна на хотелот за да го провериме расположението. Во главниот хол стоеа лидерите на помалите коалициски партнери. Додека дискутираа за изборниот исход дома, на телевизија одеа вести на CNN. Едни автомобили се зачистуваа, а други пристигнуваа. Господине Бетики, ваш првичен коментар, двојна предност на Силјанска Давкова? Изборот на граѓаните. Има ова само е прво полувреме, има уште едно полувреме да се одигра за вториот круг на председателските избори и за парламентарните избори, така да. Можно ли ова да е предвестник и за резултатите за парламентарни? Не, сметам дека таа е сосема нов надпревар во кој што граѓаните избираат своји пратеници во собранието и луѓе кои што даваат иднина наспроти луѓе кои што ќе им ја земат од иднината, но иако сгрешат, тоа е нивен избор. Различни се председателските парламентарните избори, а ние имаме што да им понудиме на граѓаните, го понудуваме европскиот пат. И мислам дека граѓаните во вториот круг секако ќе се изјаснат за она што е добро за државата, а тоа е европската иднина на државата. Конечно, повеќе од 3 часа по завршувањето на гласањето, дојде ред за обраќање на Пендаровски. Рече дека не е изненаден од бројките и дека ќе ги бара гласачите кои не излегле во првиот круг. Нема да барам никаков договор со ниту еден политички субјект, ниту со еден кандидат од овие што не продолжува вториот круг, за така нареченото механичко префрлање на гласовите, затоа што тоа е концепт кој е потпуно туѓ на моето политичко верување. Обраќањето на актуелниот председател и претендент за втор мандат го следеа само членовите на потесното семејство и неколкумина блиски соработници. Ако не барате механички трансфер на гласови, тогаш како до надминување на разликата во втор круг? Со тоа што граѓаните ќе се убедат дека овој концепт е подобар од другите концепти кои се нудат. Ако се убедат, пеќе добро дојдени се. Кампот кој ќе поддржи европска и развиена Македонија, просперитетна Македонија без внатрешни делби какви што ги имавме во изминатите децении за жал. Значи, меѓутоа демократија е, немам намера да користам никакви репресивни мерки и методи, никакви, тоа ми е надвор од умот. Ја или ќе ги убедам граѓаните во ова што го пропагирам дека е најдобро за сите нас, или апсолутно има демократско право да се реши за друга опција, меѓутоа консеквенциите од тоа нема да бидат баш добри за нас како држава. По обраќањето на Пендаровски, во салата влезе Ковачевски со партиската свита, носители на листи, владини функционери, симпатизери, а меѓу последните и партискиот генсек Миле Зечевиќ. Ковачевски е свесен за резултатот, но вели дека е рано да се зборува за одговорност. После изборите секогаш следува кај нас конгрес и таму партијата другарски разговара за тоа што ќе се случува понатаму. Така да ова прашање ќе ми го поставите после 2 недели, а можеби нема да мора да ми го поставувате. Ковачевски доби и аплаузи. Борба во наредните 2 недели, ќе се бориме за секој глас и не се откажуваме, секако дека ова не е резултат кој што го очекувавме и посакувавме и го сваќаме како една порака од граѓаните, но тоа и ни дава поттик и за рефлексија, и за анализа, но и за борба во наредните 2 недели. Благодарам. Каде ќе ги барате гласовите во вториот круг? Разликата е огромна.
Гласовите ќе ги бараме ке сите оние кои што ги споделуваат вредностите за кои што зборуваме. Се размислува ли веќе за албанскиот блок да се преговара со дел од партијата? За преговарање со политички партија неблагодарно да се каже заради тоа што секој граѓанин одлучува сам. Нашата цел ќе биде да допреме до секој еден граѓанин, како што реков, и да го повториме она за кое што се залагаме. Дали бројките можат да се сменат во вториот круг или социјалдемократите комплетно ќе ја напуштат централната власт, ќе одлучат гласачите на 8 мај.